Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во оваа прва дебата од циклусот За луѓето се работи, со кои што дебати сакаме да завлеземе во една специфична кампања на Центарот за развој на Источно-Плански регион, чија основна цел е всушност информирање и запознавање на локалното население, локалната самоуправа, бизнис секторот, но и издруженијата на граѓани во Источен Плански регион за придобивките од заштитените подрачја. Всушност, кога зборуваме во однос на спецификите, мора да се нагласи дека треба да се зголеми јавната свест која што се однесува на придобивките од постоењето на заштитеното подрачје, дополнително да се намалат бариерите за промени на статусот на подрачјето кај локалното население, но исто така да се зголеми и знаењето за значењето на здравата животна средина, дополнително да се направи промена во однесувањето на целните групи во насока на ефикасно и одржливо управување со природните ресурси и развој на брегалничкиот регион, потоа да се одржи позитивниот имидж на инволвираните институции, но и да се зацврсти меѓусекторската соработка во Источниот Плански регион. Ке имате можност во текот на овој циклус ТВ дебати, кои што се однесуваат на кампањата бидејќи за луѓето се работи, да слушнете многу нешта, многу работи кои што можеби ќе ви бидат нови, на оние кои немате никакво искуство со се претходно споменато, но и на оние кои што имате искуство да го дополните своето знаење, но можеби и да добиете идеи како всушност сето она што се однесува на заштитените подрачја и зачувување да биде одржливо и понатаму. Затоа што ние како држава всушност имаме потреба тоа да го направиме и онаму каде што се прави веќе има позитивни резултати. Во денешната дебата, прва од овој циклус, ќе разговараме заедно со Драгица Здравева, раководител на Центар за развој на Источен Плански регион на Македонија, но дополнително и со Маријана Шушлевска, координатор на програмата за зачувување на природата, како и со Славчо Христовски, кој е универзитетски професор и председател на Македонското еколошко друштво. Ќе допреме на прашањата кои што се однесуваат за грижата на природата на Источниот Плански регион, што е направено, но и кои се предизвиците за воиднина. И токму затоа и им посакувам добре дојде. Како сте? Благодариме, добро. Се надевам дека многу убаво ќе го доловиме сето она што ќе биде допревано во понатамошните ТВ дебати, но целата кампања која што има своји специфики кои се однесуваат на темите кои нам ни се од интерес. Затоа би предложил да почнеме со вас, господјо Шушлевска, во делот на тоа кои се целите всушност на програмата и какви активности имате. Така. Програмата за зачувување на природата во Македонија е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, која што започна со своето спроведување на активности пред 4 години и оваа година представува и последна година од имплементација на првата фаза од програмата. Се надеваме дека од наредната година, од јануари, веќе ќе добиеме поддршка од донаторот, предходно спомнат, Швајцарската конфедерација, да реализираме уште 4 години втора фаза од истата програма. Програмата е координирана од Helveta Swiss Intercooperation организација од Швајцарија и Фармахем од Скопје, во соработка со нашите партнери. Главен партнер секако е Центарот за развој на Источен Плански регион, Министерството за животна средина и просторно планирање, надлежна институција од областа на заштитата и зачувувањето на природата, понатаму Шумарскиот факултет од Скопје, Агенцијата за просторно планирање, општините кои што се наоѓаат во Брегалничкиот слив, пред се општините кои припаѓаат кон Источниот Плански регион, како и невладините организации од регионот и пошироко во државата. Главна цел на оваа програма е да ја помогне на Република Македонија во зачувување на биолошката разновидност и природата генерално гледано, преку нејзино одржливо искористување, со тоа што оваа програма е насочена со своите активности на 3 нивоа. Почнувајќи од национално ниво, преку регионално ниво и секако локално ниво. На национално ниво програмата работи на 2 главни компоненти. Тоа е изработка на стратегијата за заштита на природата во Република Македонија,
многу значаен стратешки документ за нашата држава, која што можам да кажам дека е и можеби една од ретките држави во Европа и пошироко кој што веќе има изработен оваков документ, секако со поддршка на нашата програма и со активната вклученост на Министерството за животна средина како надлежна институција и низа на експерти од различни области. Стратегијата е веќе завршена, спроведена и постапката за стратешка оценка на влијанието врз животната средина и очекуваме наскоро да биде усвоена од владата на Република Македонија. Кога зборуваме за регионално ниво, главниот фокус на програмата е источниот плански регион и секако општините кои гравитираат кон брегалничкиот слив. Во оваа област програмата поддржа многу активности во изминатите 4 години, почнувајќи од изработка на просторен план за регионот, кој што исто така треба да биде прв во Република Македонија од ваков тип, изработен за еден регион и усвоен. Спецификата на овој просторен план е тоа што како основа во изработката на овој стратешки документ за регионот беше биолошката разновидност, односно вредностите со кои што од природен аспект ги поседуваат општините во регионот. Тоа што на локално ниво го правиме со програмата се мали проекти за поддршка на општините од областа на зачувувањето на природата како главна цел на програмата, но исто така и практики кои што се во насока на одржливо користење на природните ресурси и обновливи извори на енергија. Покрај општините вклучени се и невладиниот сектор, значи поддржавме вкупно 35 мали проекти од овие области. Ќе продолжиме всушност по однос на предизвиците со кои се соочувате по однос на програмата, но би сакал пред тоа со вас, госпоѓа Здравева, да позборуваме токму во делот на планските региони, бидејќи често се споменува, луѓето го слушаат, но нам не ни е фела и не го разбираме така стручно како што вие го користите. Може ли малку повеќе да ни подобјасните по однос на тоа што е плански регион? Значи, вака во Република Македонија 84 општини се поделени во 8 плански региони. Всушност, кога се каже плански регион, се мисли на статистички регион. Тоа се региони поделени под статистичка категоризација НУЦ-3. Нашиот плански регион е еден од 8 плански региони, кој што зафаќа површина некаде од 3516 км квадратни, и во него живеат 181.600 жители. Регионот фактички представува 14% од територијата на Република Македонија. Тоа е претежно регион во кој што има 11 општини сместени по течението на река Брегалница. За повеќето од луѓето секако знаат кои се тие општини, меѓутоа еве уште еднаш да ги напоменам. Најголема општина во нашиот регион е општина Штип, која што е фактички центар, во кој што е сместено и седушето на Центарот за развој на планскиот регион. Овде влегува во регионот општина Кочани, исто така како една поголема урбана заедница, општина Зрновци, општина Чешиново Облешево, општина Карпинци, општина Пробиштип, општина Берово, Делчево, Пехчево и Македонска Каменица, значи 11 општини. Во регионот има 216 населени места, од кои што 209 се фактички рурални средини. Инаку мораме да кажам дека 38% од површината на регионот е под шуми. Тоа представува некаде 13% од шумите во Република Македонија. Претежна дејност во регионот е земјоделието. Меѓутоа морам да напоменам дека нашиот регион е регион кој што изобилува со голем потенцијал, воден потенцијал, но и голема разновидност. Овде мислам на растителен и животински свет, големи потенцијали, кои што секако до почнувањето на спроведувањето на програмата за чување на природа, морам да бидам искрена и да кажам дека јас, па и поголем дел од градоначалниците во регионот, како и населението, жителите, не знаевме со се всушност со што изобилува нашиот регион.
со каков растителен и животински свет, дури такви растенија и животни кои што на друго место не можат да се најдат. Со отпочнувањето на спроведувањето на програмата за чување на природата во Македонија, тоа е значи веќе 4-5 година, завршува оваа година овој проект да се спроведува. Се, како што рече и госпогица Маријана Шушлевска, се спроведува низа на активности значајни за регионот и значајни за развојот во регионот. Она што мене посебно ме радува е што веќе се разби онаа фама која што постоеше до неодамна, дека зачувувањето на природата и заштитените подрачја фактички представуваат запирање, стопирање на економскиот развој во регионот. Веќе таа фама е разбиена не само кај повеќето од луѓето кои што се наоѓаат на добри позиции, на управувачки позиции во регионот, него и кај самите жители во регионот. Сите станавме свесни дека фактичките со постоењето и прогласувањето на заштитени подрачја не се стопира економскиот развој, туку напротив се овозможува да во тоа заштитено подрачје луѓето, населението кое живее во иднина ги користи бенефитите од тоа заштитено подрачје, од аспект на подигање на самиот стандард на луѓето кои што живеат во заштитеното подрачје преку различни начини. Еден од тие начини е фактички самите производи што ги произведуваат луѓето во заштитеното подрачје да се сертифицираат, да имаат да се утврди нивното потекло. Едноставно тие производи да имат одредена додадена вредност, со самото тоа да се овозможи еден процес на побрз развој на туризмот во самото подрачје, а со самото тоа се овозможи и еден подинамичен развој на самиот регион. Секако дека постојат заштитени подрачја од кој сигурно професорот тоа подобро ќе го каже од мене, ја не сум експерт од таа област, меѓутоа заштитени подрачја од различни категории, подрачје во кои што покрај заштитеното подрачје од повисока категорија постои онаа така наречена економска зона во која што постојат слаби критериуми за заштита, во кои што самото население ќе ги почувствува бенефитите и фактички ќе се овозможи еден динамизиран развој на самиот регион, а не само тоа, него истовремено и во деловите каде што поголем дел од жителите посебно во руралните средини веќе се иселени. Во нашиот регион постојат голем број на села кои што се или само со стари луѓе или воопште постои само 1 до 2 жители. Очекуваме преку самата програма и активностите кои што ги спроведовме и јакнењето на свеста на жителите во регионот, како и чувството да се почувствува бенефитот кој што може да се добие, да се направи еден повраќај на луѓето во селата, во тие области и нормално со подигање на нивниот стандард и со обезбедување на дополнителни приходи во фамилиите, во семејствата. Токму во тој дел ми се надоврзува прашањето во однос на, да речеме, кога ќе се погледне картата на Македонија и тоа каде се заштитените всушност подрачја, може да се забележи дека баш во овој регион ги има многу малку. Точно е тоа. Зошто е тоа така? Точно вака сега, значи, мислам дека се 86 или 88 заштитени подрачја во Република Македонија, не во нашиот регион, во регионот на сливот на река Брегалница, значи тука има и делови од Вардарскиот, североисточен и југоисточен регион, има 7. Да, мислам дека поспецифично би било кога би се кажало сливот на река Брегалница, така, да. Значи има 7 заштитени подрачја. Зошто е тоа? Тоа е фактички, мислам, некаде 0,03% од процентот на заштитени подрачја на ниво на Република Македонија. Многу малку, значи. Меѓутоа, пред малку јас реков, значи, онаа фама и онаа стереотипно размислување кој што постоеше и се уште постои, нели, во некои делови, меѓутоа се повеќе и повеќе се надминува. И јас очекувам дека со втората фаза од програмата фактички резултатите ќе бидат веќе многу повидливи. Реков пред малку, значи, оние заштитени подрачја што сега во моментот постојат и на кои што ќе се направи сега нивна повторна револаризација по новите законски прописи, навистина се многу малку.
Меѓутоа, со надминувањето на стереотипното размислување дека заштитеното подрачје, уште еднаш ќе повторам, го кочи развојот, напротив, дека заштитеното подрачје е мотор, овозможува развој на регионот, ќе се овозможи да имаме прогласување на нови заштитени подрачја. Еве, ние сега пред некој ден, фактички од 7 до 11, заедно со градоначалниците од Источниот плански регион, повторно ова беше активност на програмата за зачување на природата, покрај градоначалниците беа вклучени представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, имаше представници од Македонски шуми, имаше представник од приватни собственици на шуми, имаше представник од Министерство за животна средина и просторно планирање. Направивме едно тематско или студиско патување во Швајцарија, каде што на лице место градоначалниците и ние што бевме присутни на тоа студиско патување, видовме какви се бенефитите, каквите се резултатите во една Швајцарија, кои што треба да служат за пример во нашите идни размислувања и нашите идни активности или потези во прогласувањето на заштитени подрачја, односно зачување на природата и нејзино одржливо управување. Јас очекувам во најкраток временски период. Ние имавме еден период пред неколку години кога беше изработена одлична анализа или студија за прогласување на заштитено подрачје на Осоговието како заштитен предел. Не сум стручњак, меѓутоа тука е професорот ќе ме надополни, тоа е сепак заштитено подрачје од многу низок степен на заштита. Не беше прифатено од страна на градоначалниците, не беше прифатено од страна на пошироката јавност, меѓутоа не заради тоа што можеби не сакавме тоа да се прифати, него сепак од аспект на тоа што немавме доволно знаење од таа проблематика, не ги знаевме придобивките, не знаевме што ќе добиеме со тоа прогласување. Сега во наредниот период јас очекувам, а ги пратам и размислувањата на нашите градоначалници, во иднина прв потек ќе биде Осоговието да биде прогласено во заштитен предел или по она категоризација или закони на Швајцарија да биде тоа еден регионален парк на природата со мали заштитени подрачја во рамките на тоа подрачје. Тоа го очекувам во најкратко време. Професоре Христовски, би сакале ли да се вклучите на сето ова како дополнување на господјата Здравева? Прво ви благодарам за поканата, бидејќи ова е извонредна можност во еден медиум, јавен медиум, да можеме да проговориме на темата на заштита на природата, биолошката разновидност и се разбира за заштитените подрачја. Се сложувам со господјата Здравева дека постои голема фама околу заштитените подрачја, особено меѓу населението кај нас во Македонија. Тоа влече корени од минатото, меѓутоа морам да напоменам дека во светот уште од 70-тите години е надминат и напуштен онај концепт во кој што заштитените подрачја се сметале за затворени подрачја во кои што не се дозволени никакви човекови активности. Ние тој тренд одамна го имаме вклопено во нашата законска регулатива, која што е хармонизирана со законодавството во голем дел на Европската Унија, така да никакви законски пречки немаме за тоа и едноставно останува на нас да ги примениме тие позитивни законски прописи. Имено, денеска заштитените подрачја, покрај тоа што се грижат за заштитата на природата, имено видовите, растителни или животински, се грижат за заштита на геоморфолошките, геолошките вредности, се грижат за заштита на културните вредности. Меѓутоа, секогаш во предвид го земаат и човекот, неговите активности, добробитот на населението, односно заштитените подрачја би требало да представуваат баланс помеѓу она некаква си строга заштита на природата и социјалниот и економскиот развиток на едно подрачје или на една цела држава. Заштитените подрачја во Македонија ги има 6 категории. Тоа треба да знае пошироката јавност. Би сакал еве да ги наведам, тоа се строг природен резерват, тоа е највисоката категорија и сега како ќе одам понатаму, заштитата, режимот на заштита опаѓа. Втората категорија се националните паркови, од кои што имаме ние 3 во Македонија. Понатаму доаѓа споменик на природата, значи една висока категорија на заштита и овие првите 3 ги прогласува Собранието на Република Македонија. Останатите 3 се парк на природа, заштитен предел и повеќе наменско подрачје.
Во источниот плански регион е точно тоа дека има многу малку заштитени подрачја. Спомнавте 0,03% од територијата на Македонија, еве нека се 0,2% од територијата на источниот плански регион. Тука е некаде во однос на сливот на реката Брегалница. На бројка се малку, 7. Меѓутоа тоа се подрачја од објекти поточно за заштита прогласени од некогаш од минатото и се станува збор главно за поединечни дрва, стебла, некои малечки локалитети со фосилни наоѓалишта и сосема еден мал локалитет од 50 на хектари кој се нарекува Мурите на Малешевските планини. Би можеле овие заштитени подрачја да ги оцениме како повеќе како гордост за населението, меѓутоа голема функционалност од аспект за заштита на природата и немаат, бидејќи не овозможуваат доволен простор за заштита на поголеми популации на животни и растителни видови, меѓутоа од друга страна и не дозволуваат определени економски активности од страна на локалното население, општините со кои со нив евентуално би управувале. Так. Госпогице Шушлевска, ќе се навратиме ние подетално околу целите овие приказни, но ме интересира она што на почетокот ви го поставив како прашање по однос на предизвиците со кои се соочувате во спроведувањето на програмата. Што се однесува до предизвиците, веќе беа спомнати од моите соговорници, од директорот на Источниот плански регион господја Здравева и професорот Христовски. Значи најголемиот предизвик на еден координатор на вака комплексна програма секако е да воспостави најпрвен доверба со своите партнери, бидејќи ние само ја координираме целата оваа програма, а спроведувањето на програмата ја врши државната институција, во случајов Источниот плански регион, Министерството за животна средина и просторно планирање, факултетите и сите останати партнери кои што претходно ги напоменав. Најголемиот предизвик за нас беше како онаа фама, претходно спомната, да биде надмината, и навистина можам да кажам дека не беше лесно во овие изминати 4 години. Тоа би било главниот предизвик. Но со задоволство можам да констатирам дека сме на добар пат, заедно со Центарот за развој на Источен плански регион, да оваа фама ја надминеме, особено кај властите, како локалните, регионалните, па така и националните власти, но исто така фама која што постои и кај локалното население, и особено кај бизнис секторот. Така. За надминување на оваа фама, програмата за зачување на природата во Македонија превзеде низа на активности. Главно насоката беше во подигнување на јавната свест. Значи, ние имавме спроведено посебна компонента, користејќи различни алатки за подигнување на јавната свест на различни заинтересирани страни и секако специфичната кампања за бенефитите од заштитените подрачја е една од алатките кои што сметаме дека и tekako ќе придонесе во промена на ставовите кај луѓето кои што носат одлуки, дека зачувувањето на природата и заштитата ќе го стопираат локалниот економски развој. Господја Здравева, во тој дел ме интересира по однос на предизвиците, дали беше тешко да се придобијат градоначалниците во целата оваа приказна за поддржување на идејата за формално зачувување на природата, кога им отидовте со проектот, со кампањата, со идејата, дали би беше тешко нивното придобивање? Па, видите вака, значи, проектот 4 години го спроведуваме, значи, тоа е сепак подолг временски период. Јас сум веќе трет мандат раководител на Центарот за развој, го знам размислувањето на градоначалниците во почетокот, кога беше на јавна расправа, на еден состанок, беше презентирана студијата за прогласување на Осогово за заштитен предел. Го знам тогашното размислување, а го знам и сегашното. Значи, верувајте дека тоа е еден огромен чекор напред во однос на размислувањето на сите градоначалници, за тоа што представува заштитено подрачје и кои се фактички бенефитите од тоа заштитено подрачје. Нормално дека во нивното размислување секојаш се тргну од фактот да има економски развој. Тоа е фактички целта, значи подобрување на условите за живот на локалното население, подигање на животниот стандард на населението, враќање на иселените луѓе во самите села. Нормално е дека
тргнуваат од приоритет економски развој. Меѓутоа, со самото спроведување на програмата, не само на програмата, него и на низа активности од програмата и надвор од програмата, верувајте дека размислувањата се, можам да кажам, за голем процент изменети во позитивна насока. И јас верувам, реков и претходно, дека во наредниот период веќе не ќе се размислува, него ќе се преземат конкретни чекори во прогласување на одредени заштитени подрачја во нашиот регион, мислам сега на источниот плански регион. Еве, пред некој ден се предадени и изготвени веќе елаборатите за природни реткости, за поднесување на барања до Министерство за животна средина, за добивање НАК за прогласување на природна реткост или ревалоризација, бидејќи тие веќе еднаш биле прогласени. Од сите градоначалници е добиено позитивно мислење, значи зелено светло, ќе поднесат барање до Министерството за животна средина. Веќе се размислува за осоговието да биде еден заштитен предел, како што реков, со одредени заштитени зони во рамките на тој предел. Тоа размислување е веќе кај сите градоначалници. Значи, беше тешко, беше напорно, меѓутоа промените се очигледни, што навистина јас имам позитивен став во однос на тоа дека во нашиот регион, во наредниот период, навистина ќе имаме постапки за прогласување на заштитени подрачја. Ајде малку сега подетално, професоре Христофски. Значи, вие бевте координатор на истражувањето за биолошката разновидност за Брегалничкиот регион. Малку подетално околу загледачите околу тоа што се опфати во сето тоа. Дополнително, значи, анализата на недостатоци во еколошки податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на реката Брегалница. Така. Станува збор за еден истражувачки тим од 40 на луѓе, научници кои припаѓаат на биолошката фела, односно се истражувачи на биолошката разновидност, но беа вклучени во тој истражувачки тим професори истражувачи од земјоделскиот факултет, шумарскиот факултет и се разбира од бројни сродни области, да не ги набројувам сите. Се на се околу 40 на постари и помлади истражувачи беа вклучени во овој проектен тим. Успеавме за релативно кратко време, морам да напоменам, да ги собереме сите податоци кои постојат за овој регион, за источниот плански регион и особено сливот на реката Брегалница. И да утврдиме што е она што недостига. Врз база на тие анализи, ние презедовме теренски истражувања, понатамошни моделирање, картирање и така натаму се она што треба за да ја евидентираме, односно квантифицираме таа биолошка разновидност на подрачјето. Под биолошка разновидност подразбираме богатство на видови, растителни и животински, богатство на живеалишта и екосистеми. Составен дел на овој концепт за биолошка разновидност е генетската разновидност. Инаку, генерално кажано, без да навлегувам премногу во детали, источниот плански регион и сливот на Брегалница е едно навистина интересно место. Добро. Цела Македонија се смета за жариште на биолошката разновидност, а источниот плански регион е па еден комплекс, еден хетероген систем, во кој што во најисточниот дел по планините имаме интересни шумски екосистеми, кои се предмет, меѓу другото, на искористување и на локалното население, обезбедуваат придобивки за нив, меѓутоа во исто време и овозможуваат опстанок на голем број растителни и животински видови, особено по високите планини. Но она што е најспецифично за овој регион е низинскиот дел. Некаде од Штип или претходно уште од Кочани, па се до вливот на реката Брегалница во Вардар, се наоѓа едно подрачје во кое што доминираат отворени терени, степски или степолики екосистеми, екосистеми кои се развиваат на солени почви, нешто што е многу специфично не само за Македонија, туку и за цела Европа. Така да овој дел од Брегалница е она што е носителот на биолошката разновидност и голем дел од вниманието веројатно во иднина ќе треба да посветиме таму. Добро, токму во продолжение додека сме кај оваа тематика, јас би предложил да ја погледнеме и се разбира изјавата од професор Милорад Јовановски за геолошката разновидност на регионот во продолжение.
На кратко би кажал дека по тој термин геодиверзитет се подразбира распространетоста на различни минерали, карпи, понатаму предели во тој регион и други геолошки и геоморфолошки појави кои што се често пати многу интересни, бидејќи се среќаваат материјали со многу голема геолошка старост, викаме ние, односно многу стари карпи, по така наречениот српско-македонски масив, па по течението на реката Брегалница до нејзиниот влив во реката Варда се влегува во дел од карпите од така наречена Вардарска зона. Има голем број на тектонски феномени, односно раседи по кои што се случуваат и поголем број на земјотреси, што е сега актуелно. Се на се може да се каже дека ова е еден од регионите во Македонија кој што, како што кажав, е многу интересен од геолошки, геоморфолошки аспект. Би сакал посебно да го потенцирам начинието на овие аспекти, геоморфологија, геологија, во условно речено проектирање на некои мерки на заштита во некои делови по должина на Брегалничкиот слив, посебно ерозивни подречја и други делови. Значи, во заштитата на животната околина, преку разни проекти, се води сметки за тој аспект. Се враќаме назад во студиото, зборуваме за нешта кои што се многу важни за Република Македонија, особено за специфики кои што се однесуваат на кампањата За луѓето се работи. Кога сме во тој поглед, предходно пред изјавата која што ја проследивме, зборувавме за резултатите и што понатаму, она што го спомена и координаторот на анализата, професорот Христовски, но ме интересира господица Шушлевска, со добиените резултати од анализата. Што понатаму со нив, веќе ги споменавме, што понатаму со тоа? Добиените резултати од анализата се добра основа, како и сите други активности што ги спроведовме во прва фаза, каде што поддржавме се што е потребно од стратешки документ, од истражување, од собирање на податоци, како основа за нешто видливо. Значи, тоа што програмата со поддршка на нашиот донатор, Швајцарската агенција за развој и соработка, во идната фаза го планира, е прогласување на заштитени подрачја во регионот, иако некои мали активности, како што веќе беше спомнато од соговорниците, веќе почна. Значи, изработени се елаборатите за природни реткости, дури една природна реткост е и репрогласана. Тоа се чинарите, платановите стебла во селото Мородвис во Зрновци, нешто на што се гордееме, бидејќи, иако не го имавме планирано, тоа е резултат кој што го постигнавме уште во првата фаза. А во втората фаза, главниот фокус и столб, околу кој што ќе се одвиваат и други споредни активности за поддршка на социоекономскиот развој на регионот, значи главно ќе биде насочено, целата енергија ќе биде насочена кон прогласување на заштитени подрачја во регионот. Тоа е многу важно за не само за регионот, него и за нашата држава. Особено имајќи предвид тоа што оваа програма поддржува активности за отпочнување на активности за воспоставување на мрежата Натура 2000, нешто што е многу важно за влез во Европската Унија, а тоа е нешто што подетално околу Натура 2000, но ајде сега да завлеземе малку повеќе во делот на тоа колку е итна потребата за зачувување и заштита. Потребата е многу итна. Не само заради зачувување на природните вредности кои што ни се од голем интерес за државата и за незиниот развој воопшто, за тоа веќе многу дискутиравме досега, но исто така потребата е многу итна заради некои обврски кои што ги имаме како држава, а се однесуваат на влезот во Европската Унија. Тоа е воспоставување на системот на заштитени подрачја или мрежата на заштитени подрачја Натура 2000, што представува и предуслов за влез во Европска Унија. Ова треба да ни биде мотив и поттик за да работиме понапорно и пофокусирано во прогласување на заштитените подрачја и во зачувувањето на природните вредности во државата, и тоа час поскоро. Така, добро, токму во продолжение додека сме кај оваа тематика, јас би предложил да ја погледнеме и се разбира изјавата по однос на Натура 2000, која што ни ја даде Даниел Богнер, кој пак е координатор на Натура 2000 проектот кој моментно се спроведува во Македонија, потоа се враќаме во студиото.
Natura 2000 is an ecological network in the European Union. It is based on two legal documents, Habitats Directive and Birds Directive. And in these directives it is stated that some habitats, some species, some birds shall be protected all over the EU. Important for Natura 2000 is a common methodological approach for nature protection, and each member state of the European Union has to nominate, propose and manage Natura 2000 sites. It is important to understand that every state that wants to access the EU needs to fulfill the obligations of Habitats and Birds Directive, which means implement Natura 2000 network in the country. So if Macedonia wants to access the EU, it needs to be prepared and propose a list of Natura 2000 sites in the country. Назад во студиото, во овој дел зборувавме токму за Натура 2000, предпоставувам дека професорот Христовски би имал тука да се надоврзе на сето тоа со своји кажувања. Ќе ве замолам. Да, би сакал да кажам објасниме дека навистина заштитата на природата и во овој регион, Добро. во Брегалничкиот слив е навистина многу итна. Би сакал само да напоменам зошто. Од прости причини. Досега од овој регион веќе сме успеале да истребиме многу значајни видови птици. Значи веќе таму го нема црниот мршојадец, го нема на територијата на Македонија цела. Ги нема големата и малата дроплја, балканскиот рис го нема, мечката скоро е целосно исчезната и така натаму. Значи, овој тренд на намалување на популациите и нивно исчезнување ние веќе мораме да го стопираме. Крајно време, иначе ќе се доведеме во ситуација во која што се наоѓаат голем дел од европските земји кои уништиле природата, па се вложуваат големи финансии за да ја вратат назад. Што се однесува пак до Натура 2000 мрежата. Регионот може да се гордее со присуството на голем број заедници, но и видови таму кои се од интерес за Европската Унија. Вкупно 40 живеалишта има таму за кои што ние ќе мораме да се грижиме и уште 130 на растителни и поголем број животински видови кои се наоѓаат на оние листи за заштита на двете европски директиви кои сочинуваат нели Натура 2000 мрежата. Покрај овие видови кои ги спомнав, во Брегалничкиот регион се наоѓаат и видови на кои што навистина ќе мора да им посветиме поголемо внимание. Царскиот орел, црниот штрк и редица други видови птици, цицачи на кои што популациите им се драстично намалени. А имаме одговорност да ги штитиме бидејќи и во рамките на цела Европа, па и глобално на светско ниво, голем дел од нив се наоѓаат во фаза на намалување на нивните популации или исчезнување. Дали може би тука некаде се вклучува и она мапа на еколошка сензитивност со на која се приложени подрачјата на идна заштита, да со сето ова што го споменавте претходно? Видете вака, значи заштитата на природата може и мора да се одвива на различни нивоа. Еден од начините е директна заштита на видовите. Се грижиме за орлите, се грижиме за балканскиот рис и така натаму. Секако мораме да се грижиме и за нивните живеалишта, односно екосистемите во кои што тие живеат, се исхрануваат, размножуваат и така натаму. Тоа едното со друго оди. Во онаа наша проектна активност, голем дел од вниманието го посветивме на разновидноста на видовите и потребите од нивна заштита, секако проценувајќи ги и заканите кои постојат по нив. Живеалиштата исто така ги опфативме. Она што е денеска модерно во светот, тоа е пределската разновидност која вклучува и интеракцијата на природата и човекот, денеска и во минатото. Кога овие два концепти ќе се спојат, ги задоволуваме оние модерни стандарди за заштита на природата на кои што се базира таа заштита денеска. Картата на еколошка сензитивност е одење чекор понапред. Врз база на картирањето на видовите, на екосистемите и живеалиштата, ние можеме да ги дефинираме подрачјата кои треба да ги прогласиме како заштитени. Се надевам дека првите чекори заштита на видови и прогласување на заштитени подрачја, нели респектирајќи го тој пределски период, ќе ги завршиме и во некоја следна и скора фаза ќе пристапиме кон
интегрална заштита на природата во регионот, што ни ја нуди таа карта на еколошка сензитивност. Господи, здравева, завлеговме веќе во многу по деталности кои што се однесуваат на спецификата и на самата кампања, но и на самиот проект, но во општествени услови во какви што денес живееме, човек мора да размислува и од аспект на економскиот развој, а не само од аспект на натуралистичкиот. Можеме ли да извлечеме тука една, ајде да речеме, каде е границата помеѓу економскиот развој од една страна, но и зачувувањето на природата пак од друга страна? Економскиот развој во еден регион и заштитата на природа треба да одат паралелно. Значи, економскиот развој не треба да биде на штета на природата или обратно, само да правиме заштита на природата без да постои одреден економски развој. Волколку не сванеме дека тие две работи одат паралелно, се дотогаш ќе имаме проблеми и кога ќе станеме свесни за тоа, ќе биде толку многу касно, што, како што рече професорот, треба да вложиме многу средства за да го повратиме она што во нашиот регион постоело или сега постои и за кое што треба да се гордееме како регион или како држава во однос на останати земји во светот. Бенефитот и резултатите во самиот економски развој ќе се почувствуваат во целиот регион и кај самите жители во регионот. При крај сме веќе со емисијата. Вие ако сакате да додадете нешто би било добро и истовремено ве молам да завлезете многу кратко околу делот на тоа со кои проблеми се соочуваат градоначалниците кога практично зборуваме за централизирано управување на заштитени подрачја. Вака сега Со вас ќе завршиме по тоа. Економските придобивки од заштитата на природата и искористувањето на природните ресурси на овој начин одржлив на кој што ние зборуваме не може да се мерат со профитот кој се остварува од некоја си индустрија, од рударство и така натаму. Но она што е овдека важно да се напомене е дека придобивките економските ги користат граѓаните, локалното население кое живее таму. За разлика од овие големите индустрии каде што профитот оди во џебовите, ајде да се изразиме, на мал број луѓе. Овдека, значи, бенефитот Населението Директно си доаѓа во од самото нив кај нив. население во од нив кај нив, преку собирање на шумски плодови, боровинки, продавање на брендирани производи кои веќе се случува во угостителски некои си услуги, Така. сместување на туристи, Така. така. Токму во таа насока градоначалниците, односно општините, имаат релативно малку ингеренција. Да речеме управувањето со шумите и со другите шумски производи, како што се јагоди, боровинки, малини и така натаму, е во надлежност на јавното предпријатие за управување со шумите, тоест јавното предпријатие Македонски шуми. Прогласувањето, дефинирањето, креирањето на системот на заштитени подрачја е во надлежност на Министерството за животна средина, другите сродни министерства, владата, парламентот и така натаму. Градоначалниците имаат повеќе обврска, според овие денешни трендови, да ги спроведуваат тие решенија кои се наметнуваат генерално од централната власт. Не дека немаат тие можност да влијаат на нив и да учествуваат во одлучувањето, но сепак нивната улога е далеку помала. А одговорностите кои им се наметнуваат се релативно големи. Во вашите завршни зборови ви се заблагодарувам, бидејќи некаде сме при крајот на емисијата. Остана уште кај вас, госпогице Шушлевска, ме интересира за крај како би можеле да го затвориме овој дел, а при тоа да остане надежта која што ја споделија и господјата Здравева и професорот Христовски кај гледачите. Особено оние кои што можеби ќе пројават интереси да ви се придржат во целата оваа приказна. Да. Јас да се заблагодарам за можноста за една ваква дебата и сакам да принесам една порака до сите заинтересирани страни, почнувајќи од властите, завршувајќи до локалното население. Значи, заштитата не значи забрана. Зачувувањето на природата ќе придонесе кон локален бенефит за локалното население и да се потрудиме секој во својот делокруг на делување да придонесеме барем со еден чекор кон зачувувањето на природата, бидејќи за луѓето се работи. За луѓето се работи и токму затоа и ви благодарам што извоивте време да бидете дел од оваа дискусија која што искрено се надевам дека ќе поттикне
кај луѓето дека да знаат дека токму за нив се работи. Ви благодарам многу. Благодарим. Почитувани гледачи, ова е и крајот на првата дискусија, односно ТВ дебата која што ја организираме од овој циклус кој се однесува токму на кампањата За луѓето се работи. Во следните две ќе имате можност да слушнете и директни искуства кои што се доаѓаат од градоначалниците на дел од општините, оние кои веќе имаат позитивни примери и оние кои допрва ги очекуваат таквите. Но секоја ТВ дебата ќе ја завршуваме токму со едно информативно видео. И во оваа ТВ дебата ќе имате можност да погледнете информативно видео кое што, верувајте ми, ќе ви остане во сеќавање, затоа што можеби ќе ве потсети на периоди кои во изминатите месеци ги пребродивме и можеби многу повеќе ќе ви се отвори умот околу она што треба да внимаваме ние како луѓе, бидејќи ако ние првенствено не се грижиме за природата околу нас, значи дека не се грижиме ни за себе си. Тогаш џабе за луѓето се работи. Ви посакувам пријатен ден, пријатно.